Почитуван колега, пошто имавте многу пофални зборови за вашиот предлог за министер за локална самоуправа, многу конкретно и прецизно ќе ве прашам. Еве, од завршната сметка за 2021 година. Каде што, како влада, ги намаливте средствата и реализацијата буџетот ви е катастрофална. Конкретно, во програмата регионален развој имате реализирано 8 милиони денари, односно 11%. Во програмата рурален развој имате реализирано 615 милиони евра, односно 64%. Што од тоа идниот ваш министер ќе смени во однос на руралниот и регионалниот развој? Во истата оваа ставка, односно во истиот овој преглед, многу јасно и децидно се гледа дека владата, која што вие поддржувате, има одвоено, цитирам, 1 милион денари за јакнење на владење на правото и тие не се реализирани. Зошто? Или се цвета во државата, или имаме неспособна влада да се бори со борбата за криминал. Еве, конкретно ги прашав и министрите, но ќе ве прашам и вас. Зошто се зголемуваат ставките од 2,5 милиони на 10 милиони евра за исплата по однос на извршни исправи, кој тоа ќе ги плати оние, како што во последен период ги слушаме, пенали од 8,5 милиони евра за раскинување на договорот за изградба на клинички центар? Сето тоа, ако го сумираме, почитуван колега, можеме слободно и јасно да ја видиме сликата и патот кон кој не води ова влада. Економскиот тим, правниот тим ви е катастрофален. Зошто? Ова го потврдуваат и бројките. Еве, почитуван колега, ако сумираме сумарно во однос на растот на бруто домашниот производ од 2017 до 2021 година, Република Македонија има вкупно 7,13% или во просек 1,39%. Соседна Србија има вкупно 18,44% или просечно 3,44%. Косово има вкупен раст од 18,84% или 3,51%. Сите овие бројки ја покажуваат насоката кон која се движи Македонија, односно кон која се движи економијата во Република Македонија, и уште еден загрижувачки факт вели вака: растот во првиот квартал за Македонија се базира на високиот раст од 11,2% во трговија на големо и мало, почитуван колега. Но внимавајте, во исто време имаме загрижувачки голем пат на делот на градежништвото од 17,2%. Тоа значи дека се движиме во негативна насока во економијата и ќе немаме пари за да се сервираме